Дечки, денеска зборувам за успех. Едно интересно објаснување ќе дадам. Гледайте, сакам да објаснам прво нешто. Имаше еден текст, не знам каде го прочитав, ама беше на социјалните медиуми, и велеше главниот фактор кој што определува дали ќе биде човекот успешен или не, е колку е поврзан и е близу до луѓе кои што се успешни. Гледайте, интересно е дека човек кој што е поврзан со луѓе кои што се успешни има поголема шанса да биде успешен, отколку луѓе кои што се поврзани со луѓе кои што не се успешни. Поради тоа што гледате, кога сте поврзани со луѓе кои што се успешни, нормално успехот станува нормалност. Кога сте поврзани со луѓе кои што не се успешни, неуспехот станува нормалност. Гледате, така да Кристина би сакала да дојде ми во Малме, фала, треба само некој да организира, знам имам клиенти во Шведска доста, ама Кристина Насовска, доколку се нафатите, би било супер, може да ми пишете. Така да гледате, нормалноста е дали сте окружени со луѓе кои што се успешни или дали сте окружени со луѓе што не се успешни. Да ви дадам пример. Имате дадена ситуација каде што имате луѓе кои што растеле во вознемирувачка околина. Растеле во околина каде што таткото се дерал, мајката се дерала, каде што имало драми постојано. За тој маж или жена, нормално е он да се дере или да има околина каде што има високи тонови. Човек што е растен во мирна околина, каде што немало викање, немало кавги, немало дерење, имало љубов, за него е нормално да нема дерење. Сега гледате, што е нормалноста е прашањето. Сега, ако нормалноста ви е успех, тогаш имате голема шанса да бидете успешни. Ако нормалноста ви е неуспех, тогаш имате голема шанса да бидете неуспешни. Прашањето е што е нормалноста. Сега, гледайте, кога човекот има цел, имате луѓе кои што врз база на дадени стопови во нивниот живот. Често пати зборувам за колку е важно да имаме цели, да не се стопираме од стоповите. Стоповите може да бидат препреки, може да бидат луѓе, обесхрабрувачка околина, луѓе што веќе не успеале па сакаат да ја пренесат таа енергија кон нас, кај можеш и ти да успеш, не слетај со паметот, немој да сакаш премногу, немој да не се разочараш, биди задоволен со просечност и така натаму, и се таа околина влие врз тебе и на крај ти го прифаќаш тоа кое што најмногу го слушаш. Ако човекот слуша цело време за неуспех, дека е негативно, дека не е добро, он го прифаќа тоа. Ако човекот слуша за етика, за успех, за просперитет, за цели, за дисциплина, за ангажман, за креирање на енергија, он го прифаќа тоа. Што слушате, тоа го прифаќате. Замислете, имате некој човек кој што е дојден од НБА, некој кошаркар. Дојде да игра македонска лига. И не дека имам непочит кон македонска лига, само правам споредба на дисциплината, зашто некој човек е во НБА и добива толку плати, зашто некој е во Македонија игра втора лига или регионална лига или така натаму, има своја причина. Сега ќе дојдете од НБА во некоја македонска лига да игра кошарка и после 2-3 месеци го гледаш со другариве пајташиве со кафана до 3 сати, тој готово, тој е прилагоден на околината која што е неуспешна. Сега, прашањето е каква околина имате. Ако имате околина која што има дисциплина, етика, морал, честност, на убав начин сака да дојде до нешто, тогаш морате да се прилагодите на тоа. Ке пливате во рекава брзо како што сите пливаат. Ама ти да си брз пливач, ако тебе нормалноста ти стане убарава цело време луѓе само да замафнуваат помалку и да се одржуваат над жабокричината, тогаш и човеков што брзо пливал во брза и бистра вода, контра струењето, он ќе почне да плива убарава и ќе мисли дека тоа е нормално, поради тоа што луѓето се научуваат. Гледате, луѓето се научуваат на нешто. Имаше некој цитат интересен, беше, велат, на добар дечко или на добра девојка, svejedно, на добар дечко вика му се наоѓаат мани. Зашто? Затоа што они го ја научиле околината, нормално сте дечково да е добар и се што му наоѓа некоја негативна девојка, мана. Или вика на лошиот дечко, на негативниот дечко му наоѓаат секојаш пофалби. Сега дечково е багабонт, некоја битанга и он ќе направи една арна работа и сега девојкава фасцинирана и доналон ружа. О, супер! И сега ќе ја велича таа една работа затоа што на неја и станало нормално да е тој негативец, да е деструктивен. А на добриот дечко
ги научил околината дека треба да е дека е добар, така. Секој има некои петки, една четврка, зашо доби четврка, како можеше четврка. И тоа е некој тип на стандард, ама многу е важно како го коригираме луѓето. Тој што добил петки, еднаш добил четврка, треба да го охрабриме за се врати на петка, а не да го искритикуваме одмили, да видиме што е тоа што му сметало или што е тоа што треба да го коригираме на многу фин и убав начин. Така и со дечко, треба тој што има добри манири да го фалат, ама луѓево нормалното, ако е нормално добро, не го кажуваат, ама нешто е негативно, они тоа 100 пати ќе го кажат, и сега кога ќе го кажеш ти 100 пати негативното станува нормално. И сега доброто не станува нормално, затоа што доброто да остане нормално, ние мора да го збориме. Фала ти, ова го направи супер, ова ти беше одлично, браво за ова, топ си за ова, ми се свеѓа ова што го направи за мене, затоа што зборејќи го, ние го правиме тоа нормално и го величаме доброто. Ама ти ако почнеш да го збориш негативното ќе стане нормално. Сега, поентата ми е друга, дека има убав цитат од филозофов Хабард, вели: успешниот човек ја прилагодува околината на себе. Сега, што значи ово успешниот човек ја прилагодува околината околу себе, или човекот за да биде успешен мора да ја прилагоди околината на себе? Мислам дека беше успешниот човек ја прилагодува околината на себе. Гледайте, ако имате човек кој што е прилагоден на околината, ајде да речем имаш некоја околина каде што он е прилагоден на околината, не можеш да успееш во Македонија, катастрофа е во Македонија, не се надаве премногу тука, не можеш ти да имаш плата поише од 2000 евра, он е прилагоден на околината. Ке си седну кафана со другарите, мрчи, кидат у кафичи 5 пати на ден, пијат кафиња кои што не му требаат и така натаму, затоа што нема што да прави. И се гледате, он е прилагоден на околината. Сега, другиот човек кој што има цели, сака да изгледа поубаво, сака да биде попаметен, сака душата да му биде попросветлена, он иде на семинари, иде на курсеви, прави работи, иде у теретана, јаде здраво, човеков што и да прави. Он сака околината да ја прилагоди на него и он се труди неговите другари да ги метне во неговиот живот, во неговиот свет, на тоа ниво да функционираат, и не е лесно. Ама гледате, тој човек е успешен. Зашто? Он се обидува околината да ја прилагоди на себе. Исто така, што значи околината да ја прилагодиш на себе? Имаш ти цел, имаш ти визија. Па физичкиот универзум ти го правиш да соодветствува на твојата идеја. Тоа е креација. Што значи креација? Ти ја прилагодуваш околината на тебе. Имаш идеја дека сакаш да направиш така и така да ти изгледа дворот. Тоа ти е идеја. И сега, што правиш ти? Кога отидеш да земеш алат од некој, не знам, од некој маркет, почнуваш да копаш, зимаш цвекиња, садиш и така натаму, не ја прилагодуваш идејата, околината на твојата идеја? Да. Гледате, се додека имаш идеи, цели, визии и правиш, ти ја прилагодуваш околината на тебе. Но што се случува кога сме во околина која што нема соништа, која што нема цели, која што нема амбиции? Многу е важно човек да сака, да се труди, да се вложи да е амбициозен, ама не на нездрав начин амбициозен. Имате луѓе што се амбициони на нездрав начин, те гледат за себе, газат преку лешеви и така натаму. Не зборам на тој начин амбициозен. Човек кој што е амбициозен за себе и за другите, да победи он, да победи околината. Тоа е здравост. Зашто? Ја прилагодуваш околината на твојата амбиција. Затоа што имаш движење, имаш креација. А овој човек е прилагоден на околината, тој е у жабокречината, на 5 кафиња на ден, 7 кафани у неделата, прилагоден е на нечестноста, имаш валерка, прилагоден е затоа што сите го прават тоа од другариве или кој да е. Гледаш, он е прилагоден на негативната околина и се тој е прилагоден на околинава, а уствари е прилагоден на негативната околина. Де Боже се прилагоди на околината која што е со повисоки етички принципи и морални норми. Тогаш ќе е добро да се прилагоди на таа околина која што е на повисоко ниво. Затоа што гледате, кога ќе сте виделе ли некој играч, јас затоа што обожавам кошарка, ќе видам некој човек отишол од некоја регионална наша лига у НБА, се враќа назад, тој гази луѓе. Зашто? Затоа што за него стандард е друго сега. Он се прилагодил на тој стандард таму. Гледате наши луѓе кои ќе отидат надвор од Македонија, колку работат. Зошто се многу успешни наши луѓе у странство? Затоа што он има талент, ние имаме сите талент. Не сите имаме способност, ама тука сме прилагодени на мрчење, на негативизам, честни исклучоци, зашто и во Македонија има позитивни луѓе, да се разбереме, и те успеваат.
Ама луѓето е подредена некоја негативна околина, ќе излезе некаде, таму нема 5 кафиња. Се врати во Швајцарија, таму луѓето работат цел ден. Он работи, ствара, има и нема време да ги пие 5 кафиња, поради тоа што он е прилагоден на тој систем и на таа работа. У Швајцарија е скапа, па не само што има една работа, има уште една работа, и кога ќе видиш работи креира и создава, ама после тоа кога ќе дојде у Македонија може да се приушти разни слободи, поради тоа што ја одработил слободата. Сега ние сме, ајде да не речам ние, поради тоа што мислам дека ние и не сме прилагодени на околината, ние сакаме да ја прилагодиме околината на нашите соништа, на нашите стандарди, на нашите цели. Кога имате човек кој што има стандарди, визии, цели и тој сака да ја крене околината на тоа ниво, тој е шампион. Лесно е да си негативен лидер. Многу е тешко да си позитивен лидер, зашто што е позитивниот лидер? Он се обидува негативните карактеристики на другите луѓе да ги промени у позитивни карактеристики, негативните идеи на луѓето да ги промени во позитивни идеи. Многу е полесно да насаскаш у школа сите да избегаат од час. Тешко е да ги насаскаш да го средат дворот и да го искречат школото. Гледате, поради тоа што деструктивноста е едноставност. Мрчењето не бара многу. Гледаш, мрчењето што брат, за никаде се лелеја, видов оналеле, брат по мој, катастроф. Тоа е најлесно човек да го направи. Не бара ништо мрчењето. Седи, дреми, ништо не прави, ќе станеш мрчатор, затоа што е лесно. А што е тешко? Акција, цел, надминување на препреки, ќе се разочара, ама не се откажува, продужува, иде напред. Гледате, има динамика, тоа не е лесно. Ама баш затоа што не е лесно, он се навикнува на јачина, он билда здрави мускули, карактерни, умствени. И затоа не ќе да мрчи, затоа што знае дека може да успее, затоа што знае дека кога мрчи, он се стопира, он не си се сака себе. За човек да стане позитивен, прво треба да прекине да збори негативно. Прво правило, ако сакаш човек од негативен да го направиш у позитивен, е да му забраниш да се жали. Нема жалење. Значи, преки. Работиш у некоја компанија. И во таа компанија, првото правило, како менаџер, како некој кој што е раководител, треба да речеш, окей, no negativity, што би рекол Грант Кардоне, мотиватор историка, no negativity allowed here. Значи, нема негативност, нема мрчење овдека. Затоа што тој што мрчи, знаеме дека не е одговорен. Окей, гледаш дека нешто не ти се свиѓа, како треба да биде? Така, окей, направи го. Ама, шо ама? Направи го. Седи го, коригири го. Гледај, луѓе, многу едноставно. Сакаме да имаме поубав живот, дај да ја направиме околината поубава. Ама што треба да направиме за да ја направиме околината поубава? Треба да ја визуализираме околината да биде поубава. Ама луѓе не им текнува дека може да ја направат околината поубава. А што е околина? Дворот, станот, луѓето. Помогни на некои ваши пријатели, помогнете на некои луѓе околу вас. Направете ги да се чувствуваат поубаво, помогнете им. Подобрете им го животот. Они ќе ги видите срекни. Што ќе се случи со вас како битие? Нема шанса да не се чувствуваш убаво ти. Затоа што си направил? Си ја подобрил околината околу тебе. Кога човек ја подобри околината околу него, он нема шанса да не биде добар. На тонскава скала на емоција од истот филозофов Хабард, горе во жолтите тоновите ќе видите, скоро кон врвот пишува естетика. Зборот естетика значи убавина. Естетика е убавина. Замислете да направите естетика во вашиот живот. Дворот да го направите естетика. Естетичен двор. Убавина да има. Ружа ваква, онаква, едно, друго, трето. Вау! Естетика, да се дотерате. Да отидеш на фризер, да се извричиш, да се дотераш, да купиш убава гардероба. Естетика. Одма ти се менува фреквенцијата. Направиш некое јадење, ама го декорираш естетично. Вау! Убавина. И се што си направил? Ти си скрирал убавина во твојот живот. Луѓето се жалат, немаат убавина во нивниот живот. Створи е. Тој убав текст од филозоф Хабард. Вика, ако мислиш дека немаш авантура во животот, направи. Ако немаш убавина, направи. Парафразирам. Стави го тоа, сака да каже во твојот живот, од тебе зависи. Знаете, луѓето чекаат некој да им го среди животот. Ти среди ги туѓите животи. Еве наједноставен пример како човекот може да се смени одма фреквенцијата, тоест емоцијата. Направете тројца луѓе срекни околу вас. Направете нешто. Знаете што вашите пријатели сакаат? Братучедите, тетката, бабата на која што не си се јавил, доволно е да се јавиш, да отидеш да ја видиш, ќе го разубавиш денот.
Бум, ја разубавуваш нејзината енергија, нема шанса ти да не се чувствуваш добро. Разубавете нечiji ден и ќе го разубавите вашиот ден. Направете ја околината ваша во која што вие престојувате убава, ќе го направите вашата вибрација на вашата душа ќе ја зголемите, ќе ја направите поубава. Само треба да визуализираме убавина. Проблемот е, луѓе што се прилагодени, тие секогаш размислуваат со логични изговори. Слушате го сега ова, прилагодениот човек на барата, на жабокречината, тој секогаш бара логични изговори, не можам, тешко е, не може ова, ама не сега, ама не знам. Сега он е прилагоден и што прави? Изговори. Овој кој што е неприлагоден зборам на убав начин, како некој див коњ, неприлагоден е, иде напред затоа што има визија, има цел, има имагинација. Тој не размишља логично. Што иде тој да прави? Тој прави магија. Како прави магија? Па прави магија преку креација, преку визија, преку идеи, преку создавање. Не е прилагоден. Сега тој неприлагодениот им смета на прилагодениве. Гледа овој што е прилагоден, што чмае, што кубури, животари, убарата, у жабокречината на животот и постоењето со негативните луѓе и со негативните мисли кои што му се створиле. Сега тие луѓе од таква жабокречина за кого зборат? За играчов, зашто тие се публиката, тие се жабите. Сега што се случува? Имаш ти играч кој што е неприлагоден, кој што ствара, креира, сонува, мисли, он ја прилагодува околината на него. И сега овие се толку многу доле што тие не може да се качат со него да ко-креираат и да создаваат. Тие мора да останат мрчатори. И зашто мрчат? Зашто хейтаат? Поради тоа што им смета креативноста, позитивноста, вербата, надежта и љубовта на овој кој што е неприлагодениот. Гледайте, целата идеја е да не сте прилагодени на негативноста, на некои негативни работи во општеството. Бидете прилагодени на повисокото, на повисоките стандарди кои што луѓе кои што се на повисоко ниво на успех, секаков духовен, фамилиарен, финансиски, тие се на поголемо ниво од вас, прилагоди се ти на нив или прилагоди го животот на твојот сон, на твојата идеја и на твојата мечта. Ама за да го прилагодиш ти тоа, што подразбира акција и правење, прво мора да не заборавиш да сонуваш. А прилагодениве прво нешто што прават не сонуваат. Видите, тој што е прилагоден на жабокречината, тој не сонува. Кој му смета? Тие што сонуваат и ќе почне да ги негира на скриен начин. Така мислиш ти, ајде да видиме дали ќе биде, ќе биде. Јас сонував, ама бојде ти не сонувај, поради тоа што ќе се разочараш, знаеш. Тоа е цинизам, тоа е сарказам, тоа е скриено непријателство, тоа е некој тип на негативна енергија, што не викам дека он можеби директно намерно е кажува на овој кој што е неприлагоден се уште, ама он подлегнал на своето откажување. Затоа што човекот кој ќе се откаже, се разочарува, разочаран, самиот збор разочаран значи не е веќе очаран, не е воодушевен. А кој човек е очаран и воодушевен? Тој што има соништа, кој што верува во добро, кој што се надува, кој што сака. Тој човек е воодушевен. Тој човек има таа детска душа. Сега, од тоа е животот и тоа е креација на животот. Мораме да ја прилагодиме околината на нас, на нашите соништа, на нашите идеали, на нашите цели. И тоа е задачата која што имаме во животот. Да немаме друга задача. Цел, визија, мисла, идеја, дует, направи ја, собери сите ресурси што ги имаш околу тебе за да ти помогнат да дојдеш до тоа што сакаш да го направиш ти. И искористи ги ресурсите, затоа што ти не ги гледаш луѓето и времето како ресурси. Не викам да ги злоупотребувате луѓето, тоа е едно. Него да ги земете, имате многу луѓе околу вас кои што може да ви помогнат и сакаат да ви помогнат. Тие се ресурси. Ама ако ти не ја гледаш важноста на твојата цел, ако не ти е важно да го постигнеш тоа, ти нема да ги искористиш ресурсиве затоа што не ги гледаш како ресурси. Човек кој што нема цел и визија, он не го гледа денот како ресурс, саатот не го гледа како ресурс, он го троши. Он го троши за џабе времето, зошто поради тоа што нема важна цел и нема таргет, нема дедлайн, нема до кога треба нештото да го направи. Зошто нема? Зашто не му е важно. А ако работите му се важни, има рок, он ќе ги искористи ресурсите и после тоа влегува во акција и ги менува работите од некоја обичност и ги прави естетични, квалитетни, убави, и тоа е уметноста на живењето и постоењето.
И затоа сме уметници. Вие сте уметникот на вашето постоење. Немојте да заборавите дека сте и самиот збор уметност АРТ. Гледате зборот уметност на англиски е АРТ. Првите букви АРТ. АР доаѓаат од глаголот are, си, а Т-то доаѓа од збор thou. Старошекспирски значи ти. Си, ти. Зборот АРТ. Првите букви АР доаѓаат од глаголот are, си, Т-то доаѓа од thou. На старошекспирски значи ти, си, ти. Ти си уметник. Само си заборавил дека си. Прилагоди околината на твојата визија, на твојата цел, на твоите стандарди. Не се прилагодувај на нешто кое што е со помалку стандарди, помалку етика или помалку визија од тебе. Се гледаме. Чао!